Почитувани гледачи, добре дојдовте во централниот дневник на КТВ телевизија. А во него на овој 5 јануари 2023 година информации со тоа како го одбележавме денот. Следете не. Започнаа подготовките за големиот христијански празник Божик. Во пресред на Коледе, Бадниковата вечер и настаните за славење на Христовото раѓање. Во изјава за КТВ говори протоиерей Тане Величковски, старешина при храмот Света Петка Кавадарци. Еве се наоѓаме во предвечерието на празнувањето на Рождеството Христово. Токму еден од настаните кои се одбележува помеѓу нашиот народ е и палењето на бадникарски огнови, кое се случува оваа вечер, но многу пати се прашува или поставува прашање дали тоа е во ред да се прави или не. Во ред е да се празнува, односно да се навести раѓањето на Господ Исус Христос на таков начин како што ни доликува како православни христијани. Тоа да биде собрано со една мисла за Богомладенецот, за размислување за Христос и нормално убаво е човекот да се развесели, односно да му пее на Бога. Затоа реков да му пее на Бога, бидејќи токму во овој дел тука во тиквешијата ни малку се пее за Бога. Кога се собираат на таков настан, особено на коледарските огнови, се пеат од вулгарни по вулгарни песни само. И пак како луѓе да се запрашаме дали е човечки, кога ни се раѓа Спасителот, кој тој дојде поради нашето спасение, зеде човечка природа да не избави од гревот, да ни го подари спасението како најголем дар, а ние на тој настан како варвари, како нецивилизирани, да пееме, да се еден друг навредуваме и многу пати да се случуваат и неубави работи на тие места каде се собираат луѓето, односно да дојде и до опијанување, до тепачки и до ред други несакани работи. Значи, да прославуваме е убаво, ама да прославуваме во духот на верата, на благочестието, на добролюбието, да се сакаме, да бидеме сплотени, кога ќе се собереме покрај огнот, да си кажеме нешто и за Христа, да кажеме нешто за неговиот, за местото каде што е роден, како зеде човечка природа, односно од Бог стана човек преку Пресвета Богородица, заради нас, заради нашето спасение, се вочовечи. Значи, така тоа да биде, да не биде како што е тука традиционално, што слушаме песни, како што речав, со вулгарна содржина, се собираме баш во очи на неголемиот празник, кога се спремаме да го дочекаме Христовото раѓање, ние тогаш мрсна храна, а луѓе, вистински верници, се воздржуваат 40 дена пред овој празник во пост, во молитва. Значи, ја би рекол подобро да не се ни собираме ако така прославуваме. Значи, може, црквата не е против собирање на луѓето, не е против да се запали огин, бидејќи е зимно време, огинот пред се треба да створи и топлина за тие собраните луѓе, а исто така и да ни ја пренесе сликата, односно огнот кој бил запален во Витлеемската пештера, каде што ни се родил Спасителот. Затоа, јас како свештеник апелирам, соберете се, најавете го Христовото раѓање, ама тоа во никој случај да биде со вулгарна песни, со таква содржина, туку да биде со боголюбиви песни, со песни за Бога, значи, па да речем и да биде и народна музика, бидејќи како македонски народ познати сме по многу убави македонски песни, значи и оро да има, не е грешка, но грешка е ако ние се одадеме на пијанство, ако се одадеме на мрсна храна, значи до опивање, до пријадување и, како што реков, пијанството е од ѓаволот, ама виното е од Бога. Значи, иако се пие, да се пие или да се конзумира умерено. Тоа би било што сакам така да пренесам еден апел, едно укажување во врска со чествувањето баш на оваа вечер кога се палат коледарските огнови. Утре дента, рано наутро, особено најмалите го навестуваат раѓањето на Христос, или познато како бадникарчиња или коледарчиња. Така црквата, еве, наназад неколку години возобновува една древна традиција на македонскиот народ, каде што се
формираат бадникови поворки и така заеднички сите соборно да го најават Христовото раѓање. Па така и оваа година ние како свештенство во градот Кавадарци се организиравме, ги повикавме дечињата кои сакаат да учествуваат во оваа поворка, бидејќи пред ситуацијата со коронавирусот имавме една таква убава поворка, воодушевувачка слика, како да речам, за овој град, односно најмалите е најрадосно кога тие од детски усти ќе го воспеат Бога. И така една песна која позната на сите, особено на дечињата која и вежбавме Вечниот Бог, ни ја кажува содржината или смислата на денот кој што треба да го празнуваме, односно раѓањето на Господ Исус Христос. Тоа е дека Вечниот Бог слегува и во дева се вселува. Значи, Господ Исус Христос пред да се вочовечи, тој постоел. Затоа се вели вечен, бидејќи нема почеток, и тој, откако се наврши времето, откако се спреми човечкиот род, зеде човечка природа, преку неговата мајка Богородица, влезе во незината утроба и дојде и токму на овој ден се роди заради нас луѓето и заради нашето спасение. Него го слават и ангелите, односно неговото раѓање го слават и ангелите и луѓето, па така оној цитат од Светото писмо: слава на Бога во висините, а на луѓето мир и меѓу луѓето добра волја. Тоа го посакувам пред се на сите наши браќи и сестри, да имаме љубов, да имаме добра волја помеѓу нас ближните. Бог најпрво тоа бара, да бидеме добри, да се сакаме еден со друг, да си помагаме колку е во можност, а се друго ќе ни се даде и ќе ни се преумножи од Бога. Па така, утре на 6 јануари, поворката ќе биде од 10 часот од храмот Света Петка, ќе се упати кон плоштадот, каде што децата ќе бидат пречекани од градоначалникот, а тој ќе ги дарува со божитни пакетчиња, ќе ја слушне песната и ќе му ја објават радосната вест за раѓањето на Бога Спасителот. Покрај тоа што рековме дека досега на 2 пати ги повикавме децата на проби, односно да се организираме како да биде таа бадникова поворка, може и тие деца што не биле на пробите, нека дојдат, значи сите заедно, значи и да не се пријавени може да учествуваат во поворката. Возраста не е ограничена, од најмали па секој што смета може да се приклучи на таа поворка. И ги повикувам граѓаните на град Кавадарци, тие што се и во близина, кога ќе минува поворката, излезете, поздравете ги дечињата, значи да се чувствуваат сите радосни, а исто така и вие, драги верници, би било убаво и со ваши очи тоа да го видите и да го доживеете токму од најмалите и од најмилите, односно да ја чуете веста за раѓањето на Бога Спасителот. Па вечерта после тоа ни предстои бадникова вечера која се организира во домашна атмосфера. Значи, трпезата треба да биде постна, бидејќи се уште трае божичниот пост. Значи, не мора да биде тоа во изобилие, од се по нешто да има, како што нашиот народ вели. Значи, секој според својата можност, значи, ако имаме, да му дадеме на тој што нема. Значи, не е работа некој да има во изобилие, а некој да нема ништо. Значи, не треба ни да се претерува многу во прејадување, битно е да се седне на трпеза заеднички, фамилиарно, да се види семејството, бидејќи живееме во такво време кога многу почесто се среќаваме сите дома заедно. Значи, еве овој настан, како и она народна изрека што вели каде и да си, забадник дома да си. Значи, не случајно останал помеѓу нашиот народ, особено Македонија како печалбарска држава. Значи, луѓето гледаат за овој празник да се вратат и се враќали и порано, па и сега тие што се настрана се враќаат за овој празник да си го поминат со семејството. Па на самиот ден на Божиќ ве повикувам сите на Божиќна литургија да дојдете, да се зарадуваме и да се развеселиме сите најпрво со благодарствена жртва, односно со Евхаристијата, тие што се подготвувале да се причестат, да се соединат со Бога, а пак другите сите да се помолиме и да земат учество во Божичната литургија. На 8 во недела со Божичната литургија во храмот Свет Димитрија ќе началствува митрополитот Повардарски, господин Агатангел, со почеток од 8 часот.
тие што се во можност, ве повикувам, дојдете заеднички на таа архиерейска свечена богослужба, сите да се зарадуваме и да принесеме молитви пред Бога Спасителот. Дечињата или младите што ќе дојдат в тој период, односно од утре натаму во храмот, се погриживме да им подариме Библија за млади, односно сликовита книга која ќе биде од корист на сите да се запознаеме со основните работи и вистините за христијанството. Христос се роди, навистина се роди за многу години да ни биде. Дали високите цени на прехранбените производи влијаат на бадниковата и божикњата трпеза? Ги прашавме денес кавадарчани. Колку високите цени влијаат на божикњата и на бадниковата вечера? Во принцип не влијаат затоа што тоа е традиција и за традицијата луѓето не мислам дека не жалат зголемените цени, а иначе во секојдневието има влијание сериозно. Така да, а посебно сега заради многу други фактори, препораки за екологија, веројатно луѓето ќе бидат воздржани, така да буџетот верувам нема да биде премногу оптерет. Колку цените влијаат во подготовката за бадниковата вечер? Зависи на кој колку му е пензијата. Па влијаат. Стандардот на луѓето е низок, цените се високи. Тоа е тоа, кој како се снајде и колку може. Многу влијаат. Не знам, не влијаат, мајка ми готви. Добар ден, колку цените влијаат во подготовка за бадниковата вечер? Не ме интересира многу. Сметате ли дека високите цени ќе влијаат на подготовката за бадник? Па може, нормално, фала Богу. Тоа е тоа, што знам. Не знам, скапо е, нормално. С пензионерите се скапа, за другите може да не е. За младите не е може, имат по-големи плати и така. Сметате ли дека високите цени имаат влијание за подготовката на бадниковата вечер? Како не влијаат? Еве, ние сме посиромаси, со мала пензија не можам да си купам ништо. Едва и само за најопходно нешто. Иначе цените се катастрофа душо и нема што тука му да се прави. И сите тоа го знаат. А ретко има богати, не така ќе те кашо е. Ако може пензијските да ни се качат нешто од 10.011, може. Еве не ни ги дадој 1.500 динара, не ги скусија. Си рекоа на пети ќе дадат, провериме сега, нема ништо. Лага и свадна. Сметате ли дека високите цени имаат влијание за подготовка на бадник? Како немат. Се осеќа, што е поевтино тоа купуиме. Па секако дека влијаат, секако. Цените се упокачување, а стандардот со тоа паѓа, значи, сега ќе биде поскромно. Не, мора да се направи. Колку и да се високи цените, сепак мора да си ставиш за бадник. Тоа е еднаш во годината и може да си дозволиме сите. Да ви кажам, многу е скап. Сега баш влегов во Тинекс. Има многу разлика спрема, треба да шеташ. Во еден дуќан една цена, во друг дуќан друга цена и не знам. Пари не стигат. Тешко. Моментално не. Скапо. Не знам. Колку цените влијаат во подготовка на бадниковата вечера? А тоа до 2-3 треба најмалку. 3 а зашто баш мен да ме гледат се? Треба се по нешто таму. Как Господ што рекол, пораđe, бака, круша, смоква, па што не ти таму, вино, ракичка, ами цвеќи. Колку цените и покачувањето влијаат за подготовка на бадниковата вечера? Па, може да се каже дека се доста скапо ама може да се одвое пак од буџетот колку да се помине празникот. Може, да. И неку влијаат, да. Сега примањата пак не се подобри. Добра, еве. Испазаривме, така, да. Во ред. Што ќе ме преживите? Влијаат како? Вие со пониски джеб, тешко. Не може да издржат. Многу е качување сега, како да речеме. Што друго да ви кажам? Не, влијаат. Вие со послаб джеб, тешко. Скаптијата за сите. Вие? Не знам, јас ми носам дома и не знам дали
Не сум за така да имам. Па доста. Баш сега правиме тия мавет за ова што е за центи. Доста има дори не поевтинува, него покачува за центи. Така да вредноста на парата е више многу изгубена. Да, може да ти кажа. Исто. Према лани, према предходните години, оваа година е доста поскапено. Се. Нарочно храната, не покрај храна сега тука и струја, вода, бензин и така. Доста скапо. Како ќе ли биде крајот, не знам. Колку влијаат цените? Тоа е нормално дека влијаат. Луѓето се помалку и помалку пари имат. Влијаат. Буџетот е помалку ќе издвојат за патниковите празници, што се вика. Влијаат, како може да не влијаат? Најмалку 2 женара тие што имат, а најмногу 10.000. Богатите 10.000, а ние бедните само 2.000 денари. Амин. Бог да е со вас. Сретна нова година, Бадник, Божик, се до 2093 година. Да ви се здрави и живи, сите што ви се мили. Амин. Па нормално, некои влијаат, некои не, што да правиме? Некои ќе ги платиме, некои мора да земе, да го истераме празникот. Ден, колку цените влијаат во подготовката на Бадниковата вечера? Па не знам точно да ви кажам. Не пазарувам. Па влијаат. Значи од лани е многу поскапено, али што да се прави? Тоа е. Па ќе се пречека Бадник, ќе има Бадникова вечера, каде повеќе, каде помалце и така. Посно, важно да е посно. Министерството за труд и социјална политика соопштува дека согласно со Законот за празници на Република Македонија 6 јануари 2023 година, петок, Бадник ден пред Божик, е неработен ден за граѓаните од православна вероисповед. Истовремено, Министерството за труд и социјална политика им го честита Бадник на граѓаните од православната вероисповед. Оваа влада го направи АДСМ најголем загубар, вели лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Тој во изјава за медиумите со осврт на тоа што треба да се очекува на енергетски план во 2023 година. Минатата година, 2022, од централниот буџет, според податоците кои што се јавни и ги имате на Open Finance, префрлени се околу 200 милиони евра на АДСМ. Повеќе од 200 милиони евра. Тоа не се случило. Се сеќавам 2016-та, 15-та, 17-та, тогашно ЕЛЕМ, денешно АДСМ, префрлуваше пари на други јавни предпријатија за да работниците од тие јавни предпријатија добијат плати. За само 5 години го направија најголем загубар. Ако ме прашате зошто е тоа така, затоа што договараат тендери во 4 очи, затоа што крадат. Крадат на увозот на јаглен и транспортот на истиот, крадат на увозот на мазот и транспортот на истиот, крадат на тендерите за ископ на јаглен и јеловина. И сето тоа предизвикува да денеска ЕЛЕМ, односно денешно ЕСМ се најде во ваква состојба. Ќе ги потсетам вашите гледачи дека од таму некаде 7 ноември до крајот на 2022 година АДСМ само за увоз на електрична енергија плати повеќе од 45 милиони евра, а целата 2022 доби, реков, донации од централниот буџет повеќе од 200 милиони евра. Ете, така работи оваа влада на СДСМ од профитабилна компанија, која што ја оставив со 25 милиони евра депозити во банки и околу 6-7 милиони евра на сметката, без долгови, со исплатена плата и така натаму, за само 5 години успеа да ја направат најголем загубар во Македонија. Но не треба да очекуваме, да губиме надеж, бидејќи после предвремените избори доаѓа раководство кое што ќе знае да го санира овој проблем и ќе може практично да се врати денешно ЕСМ, поранешно ЕЛЕМ на тие патеки кои што беше пред 5-6 години така натаму. Под мотото "Вози одговорно, празнува и безбедно", СВР Велес реализираше превентивна активност.
Полициски службеници од Одсекот за превенција при СВР Велес вчера на подрачјето на Овар Кавадарци спроведоа превентивно-едукативна акција под мотото "Вози одговорно, патувај безбедно". При тоа, полициските службеници на возачите им делеа летоци со едукативна содржина, изработени во соработка со Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, укажувајќи им дека суштински важно е да се почитуваат сообраќајните правила и прописи, не само во поглед на законските санкции, туку и заради личната и безбедноста на останатите учесници во сообраќајот. Особено беше потенцирано да не седнуваат зад воланот доколку граѓаните конзумираат алкохол. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе акцијска контрола на територијата на Република Северна Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 121 возач. Од нив едно возило се движело со дори над 70 км на час, повеќе од дозволеното. При тоа 60 возила ја прекорачиле брзината во населено место, а 61 надвор од населено место. Директорката на Домот на култура Иван Мазов Климе Кавадарци во изјава за КТВ говори за реализираните активности. Ден по ден, настан по настан, помина и оваа година. Ќе речам богата, исполнета со прекрасни моменти, навиду успешна година. Ја одбележавме со многу настани, многобројни изложби, меѓународна ликовна колонија, премиери, театарски представи за деца и возрастни, преку 30 на репризи, месец на театарот кој се надевам во наредните години ќе помине во фестивал на театар, концерти на фолклорниот ансамбл Тиквеш, Кавадаречко културно лето и настани поврзани со него, концерти од областта на класичната музика, рок концерт, джез фестивал, Кавадаречка културна есен и така натаму, така натаму. Но ние не застануваме тука. Продолжуваме и во 2023 година со исто темпо, се надевам и многу подобро. Бидејќи Дом на култура е културна институција од посебно значење за развојот и унапредувањето на културата во градот и општината. И секако со поддршката од градоначалникот господинот Митко Јанчев и Советот на општина Кавадарци, Министерство за култура на Република Македонија и заедничката и несебична работа на вработените во нашата институција. Затоа сакам на сите да ви ја честитам новата 2023 година, среќни божични празници, да останете во добро здравје, пред се добра, позитивна енергија и расположение. Во дневникот одиме и со информација од спортот. Спортски проблем број 1 – финансирањето. Спортскиот ваучер се укинува, но се уште нема решение како во иднина ќе се финансира македонскиот спорт. Завршија новогодишните празници, а за некој ден ќе дојдат, но и ќе пројдат и оние божикните, а потоа ќе се вратиме кон спортското секојдневие и проблемите што ги носи истото. Кога станува збор за македонскиот спорт, тоа најчесто е безпарицата, на која сериозно и се заканува уште поголем замав поради пасивноста на одговорните лица за обезбедување на неопходните средства за нормално функционирање на федерациите, клубовите и на самите спортисти. Да подсетиме, законското решение за финансирање преку компании од нивниот дел од данокот за добивка што треба да го пренасочат во спортски ваучер беше избришано како опција за финансирање од 2023-та. Но, уште поголем проблем е фактот дека владата се уште ја нема најдено новата формула според која ќе се пренасочуваат пари во овој дел од општеството. Најавите велеа дека спортскиот ваучер ќе биде покриен од државата, но најверојатно тоа нема да биде преку Агенцијата за млади и спорт по скандалозната распредалба на парите обелоденета од антикорупцијска, поради која спортската државна институција беше цел на контроли и инспекции во последните месеци од 2022. Неопходно е брзо да се реагира, што поскоро и да се одлучи кој ќе ги исплаќа парите и кога, на колку рати и во кои периоди од годината, но и колкава ќе биде сумата што ќе се распределува по најавите дека би можело да дојде до ново намалување на вкупниот буџет во спортот.
Критериумите беа главен проблем во минатото, па затоа произлегоа и неколку предлози. Например, за клубови кои должат пари на играчи и тренери од минатата сезона, ваучерот да биде 0. Не може криминогени директори и председатели да земаат пари од буџет на држава за да си играат клубови, а потоа тој буџет да не го распределат на самите спортисти. Ако некој должи пари од мај, а во декември нема доказ дека ја исплатил целата претходна надпреварувачка сезона заедно со мај или јуни, во зависност кога завршува истата, тогаш не само што не смее да добие ниту денар во новата година, туку и треба да одговара пред законот за несовесно работење со државни пари. Дупки во стариот закон имаше многу, што бизнисмените за процент умешно ги користеа, но истото го правеа и газдите на клубовите. Неизбришлив е фактот, за жал, дека главен финансиер на македонскиот спорт е и останува државата. Во дневникот информации за тоа какво време не очекува предпладне поделни котлини има појава на магла или ниска облачност. Во текот на денот ќе дува слаб до умерен северозападен ветер, кој ќе предизвика во повеќе котлини условите за магла да се намалат, така што ќе преовладува сончево со мала до умерена облачност. Температура од 0 до 11 степени. Почитувани гледачи, ова беа настаните со кои го одбележавме овој 6 јануари 2023 година. Останете и понатаму со програмата која ја подготвивме за вас и имајте убави мигови.